civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Интересно е што оваа година, 2020, беше пред се да признаеме дека беше многу тешка година. Меѓутоа, од една страна, јас секој се обидувам да ги гледам и позитивните работи. Ние цело време зборуваме за дигитализација. Нас во 2020 не се случи дигитализација без разлика дали ние сакаме или не. Фактот што и овој состанок во моментов е преку Zoom, значи дека ние веќе се качиме на водот за дигитализација и нема враќање назад. А од друга страна, задовајќа нашата економија, темите економски кои што се разговара пред самата пандемија и гледајќи сега што се случува, има еден огромен шифт што за прв пат почнуваме да зборуваме за работи за кои претходно не се зборуваше. Ние денеска активно зборуваме за учеството на стартапите во македонската економија. Зборуваме како новиот бран на бизнисмени и на претприемачи може да ја променат економијата преку нивните иновативни продукти. И тоа е навистина нешто позитивно. Ние тука во фондот пред 2 недели го лансиравме нашиот стартап совет за прв пат во историјата на нашата земја. Имаме стартап совет кој што заедно со владата ќе работи на сет законски измени кои што ќе овозможат развивање на македонскиот стартап екосистем. И навистина ова е можеби многумина не ни знаат што е стартап, нели, маца некогаш кога зборуваме за стартап, јас се шегувам со другите претприемачи, као секта сме маца на секташки јазик зборуваме, меѓутоа факт е дека ако некој може да ја промени перцепцијата за тоа што значи да си претприемач, што значи да си бизнисмен, што значи со идеја да го освоиш пазарот, а не политички или мајката и таткото и кои се и така натаму, тамо ќе имаат стартапите. Стартапите се развиваат во држава без никаква државна помош. Значи, ние имаме стартап екосистем кој што се развил без државата да било како да интервенира и да помогне. И сега прашањето кој што јас се го поставам како директор за фондот е, ако државата активно учествува во креирање на тој стартап и развој на стартап екосистемот, замислете ги резултатите кои што може да се постигнат. Мојот став и сега, и пред да бидам директор е дека единствената приказна која што можеме да ја зградиме за Македонија е преку стартапите, преку иновациите. Ние немаме нафта, ние немаме газ, ние сме во еден така турбулентен, интересен регион позиционирани и единствена приказна која што ќе биде наша и само наша се иновациите. И многу интересно тоа што иако беше за многу компании тешка година, ова беше година кога многу луѓе за прв пат се осудија да отворат сопствена компанија. Бидејќи што е? Што можам да изгубам? Криза, дај да пробам. Ние, например, за стартапува два повикот, 84 луѓе се осудиле да направат компанија во најголема криза, да коинвестираат заедно со нас, да креираат нешто ново. И она што би сакали, и ти активно веќе учествуваш во тоа меѓу медиумите да ги замолам, ајде да зборуваме за позитивните приказни. Факт е дека младите се селат. И факт е дека тоа е глобален феномен. И треба младите да искусат како е да се работи во странство, да го добијат тоа искуство. Но да не ги забораваме она што ја ги нарекувам македонските стартап херои. Луѓе за кои, верувајте, многумина знаат, а креираат локални продукти кои што се продаваат глобално. Ние мора да им дадеме простор и ние како влада, и вие како медиум и организации да зборуваме за овие компании. Бидејќи ако некој ќе ја промени перцепцијата за нашата земја, се токму тие. Пред некој ден имавме прилика да прочитаме информација за дигиталните номади. Многу интересен израз, од една страна дигитални, друга страна номади. Беше интересно да се прочита во детали што тоа точно значи. Дали може да објасниме што значи дигитални номади, меѓутоа и од аспект на тоа што, каква врска, каква можност можат да гледаат бизнисмените, а се разбира и корисниците на тие услуги во нашата земја и воопшто надвор од неа. Види, со развојот на дигитализацијата и пред да се случи COVID-19, веќе се создадена нова работна снага на луѓе кои што работат ремоут, значи не работат во канцеларија, имаат договор со компанија, си работат од дома, значи тие самите одлучуваат каде ќе работат и дали ќе идат во канцеларија, дали ќе останат во Америка, дали во Англија и така натаму. Сега што се случи особено со COVID-19, многумина од нив се запраша, чекај, моите примања се толку. Ако живеам во Париз или во Лондон, трошковите за стан за живење ми се толку.
И веќе почнаа да размислуваат, чекај, дај да одидам да живеам во нека друга земја. Ова ми се примањата, во таа земја ќе имам многу поквалитетен начин на живот. И ова е еден тренд што го започна Естонија. Во моментов Грузија активно го работи. Грузија има отприлика 850 дигитални номади, странци кои што работат за странска фирма, меѓутоа одлучиле да живеат во Грузија. Значи тие не работат во Грузија, туку живеат во Грузија, а пред некој месец, не пред некој месец, туку пред 2 недели Хрватска тоа го направи. Така да во моментов Грузија и Хрватска на еден начин се земјите кои што ја креираат таа дигитална номад стратегија. И сега што се случува? И пред да станам директор на фондот, со моите пријатели од Стартап Македонија, организација која што на еден начин работи со македонскиот стартап екосистем, почнавме да добиваме информација дека во Охрид има многу дигитални номади, дека во Скопје доаѓаат странци кои што не се туристи, значи луѓе кои што ги виделе условите за живот во Македонија, си направиле математика дека поевтино е тука кирија, храната е поевтина, ресторани се поевтини, имаат одредени примања и се одлучиле да живеат тука. Сега ние тоа може да си остане така, кој сака нека си дојде, нека седи тука 3 месеци, после тоа мора да замени од државата, нели? Ние тоа сакаме малку постратешки да го правиме и веќе работиме и МВР е тука вклучена за стратегија за дигитални номади. Тоа што значи дека на луѓе кои што имаат remote work, односно работат некаде за некоја друга фирма, ќе им овозможиме да живеат, да дојдат да живеат во Македонија и да добијат дозвола за престой врз база на економски интерес. За ова да се направи потребни се законски измени на кои што веќе МВР работи, со тоа што условите се има листа на земји на кои што тоа ќе им биде дозволено, треба одредени примања да има личноста, треба да има здравствено осигурување за време на престојот во нашата земја и добива дигитална виза со која што му е регулиран престојот на толку денови, месеци колку што таа личност побарала. Сега нема ова само да помогне економски, пошто фактот на тие луѓе ќе им треба станови да рентаат, активно ќе учествуваат, нели, во нашата економија, меѓутоа тие луѓе ќе помогнат и нашиот стартап екосистем да се развие. Бидејќи повторно ќе кажам слично на она што го кажав за стартапите. Веќе ние тоа го имаме. Дај се мате постратешки да го позиционираме и без разлика колку ние некоја сме критични кон Македонија и условите тука, факт е, ние правиме истражување. Странците кои што живеат тука уживаат во нашата земја. И дури многу од работите за кои што ние не знаеме, учиме од нив. Со ова, ако се иде како по план, а верувам дека ќе биде, дека во првата половина веќе на 2021 година ќе ја лансираме таа онлайн виза за дигитални номади и ќе им дозволиме на тие дигитални номади да дојдат да живеат во Македонија, активно да учествуваат во нашата економија. А вториот чекор е, имаше многу дискусија и за ова, македонско село што е во Нерези, преку партнерски организации ќе го трансферираме во дигитално номад село. Значи простор каде што дигиталните номади ќе може да живеат, да учествуваат на настани, да се поврза со македонски стартапи и така натаму. Така да пак ќе кажам, да не беше кризата, никогаш немаше да збориме за дигитални номади. Криза отвори теми за кои што се разбира има и владина поддршка, се надам дека од сите политички партии ќе имаме поддршка, бидејќи иновацијата не познава политичка партија, не познава партиска книшка и реално пак ќе кажам, ова е според мене единствената уникатна приказна која што можеме да креираме и за која што никој не може да каже, знаеш, ова е наша приказна, не ја земате нашата приказна, иновациите се наша уникатна приказна. Од оваа наша дигитална средба, јас би сакал да им упатам повик на сите дигитални номади од светот, повелете во нашата земја, таа е убава за живење и е одлична во секоја смисла на зборот, и климатски, и луѓето се добродушни и гостопримливи. И никад не ни е досадно. И никогаш не ни е досадно, благодарение, меѓу другото, и на политичарите, но ова се неколку интересни, многу интересни области кои на нашата земја очигледно и пружаат нови можности и економски, меѓутоа и технолошки и во секоја друга смисла на зборот. Јас би сакал само да знам да ако ги имаме Естонија и уште една земја спомнавме во Естонија, Грузија и Хрватска, дали тоа ќе не направи негде четврта земја по ред во светот или во Европа барем, која се занимава со стратешки приод кон развојот и на стартапите и на дигиталното номадство. Апсолутно, со тоа што ние работиме и на наш уникатен модел,
бидејќи освен тоа што сакаме да им дозволиме да живеат тука, сакаме да им дадеме и посебни услови, нели, за бројката да биде што поголема. Повторно ќе кажам, овие модели постојат, но во секој модел, и тоа во бизнис светот е јасно, мора да внесеш нека твоја компонента што тебе ќе те направи поразличен од другите. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.